Пехчево во 2016 година инвестирало 85 милиони денари за реализација на проекти, со кои се одговорило на барањата на жителите и се подобрувал квалитетот на живот. Во градот Пехчево се завршени реконструкцијата на старата училишна зграда, која е предвидена за потребите на дисперзираните гимназиски паралелки, завршена и втората фаза на барскиот екосистем Езерце, а во негова близина направен и авантуристички парк, составен од адреналинска патека и зип линија. Освен ова, направен е таложник за вода на филтер станицата во Пехчево. Изграден и пристапен пат до локалитетот Света Петка. Обезбедени се 2 нови котли на пелети и нова котлара во детската градинка 7 септември, а реализиран е и бизнис форумот за креирање на буџетот на општината. И направен е долго очекуваниот далековод до туристичката населба Равна река во должина од 13,5 км, примерна и 4 км секундарна мрежа. Изграден е едукативен центар за заштита на природата во село Негрево, 2 улици со бехатон плочки во должина од 1300 метри во село Црник, пречистителна станица за отпадни води во истото село, хлоринатор за вода за пиење и нов мост во село Црник. Во село Умлена е изграден нов плоштад, во село Робово е реконструирана училишната зграда и дворното место на истата, во село Чифлик реконструирана е училишната зграда и завршена е третата фаза од канализацијата. Во селото Умлена е изграден нов плоштад, во село Робово реконструирана е училишната зграда и дворното место. Во село Чифлик реконструирана е училишната зграда и е завршена третата фаза од канализацијата, а подобрени се патиштата во Умлена и Панчарево. Општина Пехчево има просперитет со самиот развој на туризмот, кој треба да биде главен економски двигател во иднина. Понатаму постоечките стопански капацитети треба да опстојат како и до сега. Во перспектива ќе се отворат и 2 нови рудници за јаглен и бакар. За 2017 година Поповски најави проекти во висина од над 1 милион евра. Меѓу нив планирана е изградба на мост на место викано Бамбурци, изградба на трепезарија во детска градинка, како и изградба на улици во индустријската зона Грозил и улици во неколку села.